Гласот мой, кога ти се молам, от делата на светите апостоли, ке се чита. Да внимаваме! Оние дни царирот кладе рака на некој од црквата, за да им направи зло, и со меч ги уби Јаков, брат од Јованов. А кога виде дека тоа им се сведе на јудејците, го фати Петар, а тогаш беа дните на бесквасници, и го задржа, го фрле во затвор, и го предаде на 4 војски да го пазат, а со мисла веднаш по Пасха да го изведе пред народот. И така Петар беше пазен во затворот, а црквата постојано му се молеше на Бога за него. А кога Ирод сакаше да го изведе ноќта, против тој ден Петар спиеше меѓу 20 војници окован во вериги, а стражите пред портите го пазеа затворот. И ете ангел Господов застана и засветли заблеска во затворот. Ангелот го пробуди Петра по ребрата и го разбуди, па му рече: стани брзо. И веригите му падна од рацете негови. Тогаш ангелот му рече: опаши се, обуј се. Тој го стори тоа, потоа му рече: облечи се и оди по мене. Петар излези, тргна по него, а не знаеше дека тоа што се случува го прави ангелот е вистина. Туку си мислеше: оди, привидение гледа. Откако ја измина првата и втората стража, дојде до железната порта што водеше кон градот, и која им се отвори сама, тие излегоја и премина преку една улица. И во тој час ангелот го снема. Тогаш Петар, откако дојде се себе си рече: сега разбрав на вестина дека Господ го прати својот ангел да ме избави од рацете на Ирода и од се што очекуваше народот јудејски. Мир на тебе, читатело. Премудрост броздом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од светото Евангелие според Јована. Господ на своите ученици: оваа заповед ви ја давам, да се сакате еден со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ние слуга не е поголем од својот Господар, ако мене ме гоне и вас ке ме гонат.
Ако моите зборови ги запазија и вашите ќе ги запазат, ама се тоа ќе ви го направа заради моето име, оти не го знаат оној кој што ме пратил. Да не бев дошол и да не бев им зборувал грев немаше да имаат, но сега тие немаат изговор за својот грев. Кој ме мрази, мене го мрази мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, како што друг никој не направил грев немаше да има, а сега и ви доа и ме замразија мене и мојот Отец. Ама нека се исполни словото напишено во законот, дека ме замразија без кривица, а кога ќе дојде утешителот, кого што ќе ви го испратам јас од Отца, Духот на вистината, кој што излегува од Отца, он ќе сведочи за мене, а и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Ова ви го кажав, за да не се соблазните. Ќе ве истеруваат од синагогите, но ќе настапи време, кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба.
любимый отрод православен христианским, да Господь Господь Бог возвоет от царством, постоянно сега и всекогаш, и во веки веков. Високопросвещено митрополит наш Петър, да Господь Господь Бог царството своем, постоянно сега и всекогаш, и во веки веков. Украсувачите, дарувачите, пеячите, помагачите во свет храм, да ги спомне Господ во царството своем, постоянно сега и секогаш, и во веки веков. Нашите најблиски, најмили, кои не успеат да дојдат на ова голема и богата милост, да ги спомне Господ во царството свое, постоянно сега и секогаш, и во веки веков. Православните македонци кои се надвор од Република Македонија, да ги спомне Господ Бог во царството свое, постојано сега и секогаш, и во веки веков. Блажен упокоените браќа и сестри, кои почиваат овде и насекаде православни, да ги спомне Господ Бог во царството своем, постојано сега и секогаш, и во веки веков. Глас и цел православен свет, да ве спомне Господ во царството своем, постојано сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Јако царја се Господи помилуj. Господи помилуй. Господи помилуй. Дай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Просимо от Господа. Подай, Господи. Наш живот безболезнен, поздравен, мирен и да дадеме добър отговор на страшния Христов суд. Просиме. Подай, Господи. Да преблагословена, славна, Владичица наша, Богородица и Святая Дева Мария. Пресвятая Богородице, спаси нас.
се Отца и Сина и Святаго Духа, Троицу едино слушною и Верувам во единиот Бог Отец, Съдържител, Творец на небото и на земята, и на все видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, несворен, едносущен на Отецот, преку кого се станало, кој заради нас луѓето, и заради нашето спасение слезе од небесата, се воплот од светлиот Дух и Марија Девек стана човек, кој беше разнат заради нас во времето на Понтефила